Започнува вториот циклус од мерката самовработување со грант. Програмата, која е дел од оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување за оваа година, е предвидена да им ги отвори сите можности на невработените лица со акцент на младите невработени. Дополнително 400 бизнес идеи ќе ги финансираме со 3, односно 5000 евра, доколку се иновативни или одржливи економски бизнеси, и ќе дадеме можност и на младите и на сите оние што се невработени можност да пред се добијат обука за бизнес, значи која трае 4 до 5 дена, зависно од напредноста на групата, и на крајот да ги финансираме со средства од 3 до 5000 евра за набавка на опрема и репроматеријали. Целта е граѓаните да отворат собствен бизнис и да не бидат зависни од државата, туку од самите себе, односно да ги реализираат своите идеи. Во првиот циклус, преку оваа мерка имало над 1200 апликации. За оваа година се очекува поголем интерес, вели Поповски. Со тоа што 1150 апликации беа позитивни, односно со положен, да кажеме, прашалник, 971 прашалник беа над 50% успешни, над 50 бода од 100, со тоа што тоа ни дава да знање дека има добар интерес. Голем дел од лицата кои што се на обука се квалитетни, односно имаат квалитетни идеи, и тоа е една, значи, мотивација понатака да озвршиме што е можно повеќе средства, да офатиме што е можно повеќе бизнес дејности, со тоа што можеби во иднина ќе направиме некои дополнителни измени со што ќе финансираме малку со поголеми средства некои бизнеси кои што можеби имаат иднина, имаат, да кажеме, одржливост во Република Македонија. Од источниот регион пак во Штип и Кочани имало најголем интерес за мерката самовработување со грантови за отворање на собствени бизнеси. Некаде над 40 лица во Штип аплицирале за оваа мерка, за разлика од претходните години, кога имало помал интерес. Минатата година со оваа мерка самовработување во овој град биле отворени 27 бизнеси кои успешно работат.